Судиите во Македонија земаат плата двојно поголема од просечната, а само неколкумина кои се на врвот на судските институции се со плата висока колку 3 просечни плати. Нивните примања се движат од 86.000 денари, па се до највисоката на председателот на судскиот совет која изнесува 123.000 денари. Лани од буџетот потрошени се над 12 милиони евра за платите на 380 судии во сите судови во земјава. Платата на судиите се пресметува согласно основицата за пресметување на плата на функционерите. Во 2024 основицата изнесува 61.984 денари, согласно просечната месечна бруто плата од претходната година според Државниот завод за статистика. Основицата се множи со коефициентот за утврдување на платата на судиите и од 2,8 до 3,7. Судиите се поделени во 6 групи според она каде и што судат, па така им се поделени и платите. Судија од основен суд зема над 86.000 денари. Од апелација судија над 100.000 денари. Од управен суд судија зема над 100.000 денари. Од виш управен суд судија зема над 100.000 денари. Од врховен суд судија зема над 105.000 денари. Председателите на основен суд Скопје 1 и основен суд Скопје 2 земаат над 105.000 денари. Председател на судски совет над 123.000 денари. Деновиве платите на судиите ја брануваат јавноста. Се јави дилемата дали тие ги заслужуваат овие плати со оглед на тоа што граѓаните имаат ниска доверба во судскиот систем, а тие бараат поголем буџет за нови кадри. Години наназад се жалат дека Македонија нема доволен број на судии и тие мора да се селат или патуваат до други градови поради дефицитот. Платите на судиите инормно се зголемија со одлуката на Уставниот суд од март 2023 за окинување на основицата од 25.000 денари за присметка на платата на функционерите, па како основ се зеде просечната плата, која речиси двојно поголема. Уставниот суд го укина и замрзнувањето на коефициентите. Со тоа, за 78% се зголемија платите на 1050 избрани и именувани лица, а меѓу нив се и судиите. Тогашната власт се правдаше дека таков бил законот и не може да додат против уставот. Владата на СДСМ не направи ништо, иако имаше бурни реакции. Во тоа време на протести за поголеми плати излегоа здравствените работници, судските работници, пензионерите, а студентите се жалеа дека гладуваат, додека функционерите се луксузираат со зголемување на ионака високите плати. СДСМ дури пред крај на мандатот се обиде да купи поени со тоа што поднесе предлог за намалување на коефициентите. Кон крајот на 2024 ВМРО-ДПМН поднесе предлог закон до собрание со кој спречи покачување од уште околу 400 евра на примањата на премиерот, судиите, членовите на судскиот совет, советот на јавни обвинители, пратениците и градоначалниците.